Го молам пратеникот Дивна Јовковска-Ефтимовска да се произнесе по одговорот добиен од министерот за економија на прашањето што се однесува на отпочнување на постапка за ликвидација на локалните радиостаници во Република Македонија, односно согласно член 40 од Делникот да ги искористи правото да постои дополнително пратеничко прашање во трајање на 3 минути. Има збор пратеникот Дивна Јовковска-Ефтимовска. Повелете. Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата. Почитуван министре Срачини, од одговорот не сум задоволна, затоа што судбината на околу 400 вработени од локалните радиостаници ширум Македонија сте ја скроиле во едва и 3 реченици во одговорот. Меѓутоа, со ред, најпрви забелешката, почитуван господин министер Срачини, дека покрај мојата заложба и покрај ветувањето што ми го дадовте дека ќе најдете време во периодот од објавата на Централниот регистер од 17 март за ликвидација на радијата до 17 април, до кога требаше да трае рокот во кој требаше да отпочне постапката за ликвидација, да се сретнете со мене како некогашна вработена во локално радио и со група вработени од локалните радија за да одговорите на дел прашања што ги мачат вработените. Вие, почитуван министер, се одлучивте да ги игнорирате барањата на вработените, иако станува збор за бројка од 400 луѓе, живи луѓе, кои што се на работ на екзистенцијата. Од морални причини, заради чувството на човечност, најмалку што можевте да направите да ги примевте и да ги сослушавте вработените. Наместо тоа, вие се одлучивте да ги третирате како да не постојат. Дали, почитуван министер, знаете дека оснивач на дури 24 локални радија беше владата? Дали знаете, господине министер, дека во радијата има статус на јавни радиодифузни предпријатија и раководни лица поставуваше владата на Република Македонија? Владата вработуваше луѓе во радијата. Дали знаете, господине министер, како финансиски заглавија локалните радија? Заглавија од проста причина што токму Министерството за транспорт и врски и Министерството за економија не постапуваа по одредбите на Законот за радиодифузна дејност. Го блокираа процесот на трансформација, иако дури 20 радија имаат почнато постапка за трансформација и одустаделеа средства, последните финансиски средства ги даваа за вештите лица, кои имаат задолжение да направат проценка на имотот на радијата, што беше неопходно за отпочнување на процес на трансформација. На крајот, вие им пресудивте. Вие одлучивте да се ликвидираат затоа што знаевте дека имате обврска да ги исплатите за останатите плати и придонеси, од причина што го укинавте делот на радиодифузната такса од 5%, што одеше на конто на радијата надвор од законот. Министерството за економија е ексклузивен виновник за состојбата во која денес се наоѓаат овие вработени. Конечно, владата свесна за штетата што ма ја направи на вработените на локалните радија, да престани да врши притисок на судовите за одолговлекување на процесите и преиначување на одлуките на апелационите судови. Овие вработени се во право и оставете ги правдата да се ја барат на суд. Со трите реченици, почитуван министер, вие ги исправте рацете од радијата, затоа немам дополнително прашање.